Здравјето е категорија која не познава нација, вера, боја на кожа и сите го чувствуваме благосостојбата или пак сите сме болни. Кога една состојба е хронична, во медицината води кон најлошото, а тоа е канцерогена една состојба, а кога долги низ години ние имаме една хронична состојба каде што институциите, инстанциите не си ја вршат својата работа или не се способни да си ја завршат работата, доаѓа до катастрофални последици по здравјето. Сепак би почнал од дефиницијата на Светска здравствена организација, каде што се дефинира дека е што е здравје, физичка, психичка и социјална благосостојба. Како што рече ценетиот советник, самата гледка и самиот мирис предизвикува гадливост кај севкупното население на град Тетово. Самото тоа е загрозување на здравјето на населението. Значи, ние сме сите загрозено здравјето од тој аспект. Друго, ние имаме таму ја не би ја нарекол претоварна станица, некоја импровизација кај што се трудиме на организиран начин да диспозицијата на цврстиот комунален отпад, се работи за цврст комунален отпад, меѓутоа таму е скроз неорганизиран и тука има правилници на кој начин е таа претоварна, што треба се да исполнува таа претоварна станица за да биде претоварна. Ова не е претоварна станица, ова е чиста импровизација која се провлекува многу долго време. Летен период ги спомнавте диоксините и фураните, тоа според Институтот за истражување ИАРЦ во Лион за истражување на ракот, диоксините и фураните се канцерогени од прв ред материи. Значи, со горење на отпадот се ствара диоксини и фурани и тие се канцерогени материи од прв ред. Не им требаат предуслови други или услови за да предизвикуваат канцерогени заболувања. Ние ги имаме во воздухот затоа што таму и свесно се пали за да се минимализира, а имаме само запалување. Затоа што не се врши компостирање со како што е предвидено со 50 сантиметри на земјен стол, па аеробните бактерии ќе ги супресија, нема да дојде, туку се развиваат пирогени, термофилни бактерии што дигаат 70 степени и доаѓа до само запалување. А со тоа и на овие канцерогени материи. Тоа е најлошото сценарио. Меѓутоа, тука имаме, ако погледнаме структурата на комуналниот отпад, околу над 30%, 31-32% учествуваат остатоците од храна. Околу 25% учествува порцелан, стакло, кожа, пластика. Некаде околу над 30% учествува хартијата и лисијата од дрвјата, тука се рачунати, некаде 1 до 3% учествува металите. Што значи околу над 70% органски материи учествуваат. Органските материи се разградуваат на висока температура многу побрзо, на пониска температура пак се разградуваат. А ние имаме преку цела година таму. Лошо е што преку зимано време во структурата на комуналниот и во останатиот дел од 5% учествува и пепелта, кај Тетово е град кај што дрва се користат 60% од населението за грејење, така да доаѓа и тогаш до запалување. Тука се наоѓа на самиот влез на градот, кај што има неколку индустријски објекти кои сега доаѓаат кај нас во Центарот за јавно здравје и испитуваат поради хроничниот исто недостаток проблем со водата за пиење, си копаат бунари за водоснабдување. Мораат да имаат и се ја испитуваат, а на воздушна линија се некаде 100 метра. Опасност има од загадување на земјиштето, затоа што нема слој како што е предвидено, водонепропустлив, ограден, него директно отпадните се процедуваат и може да во вакви временски прилики кога имаме обилни дождови, многу брзо може да направи пробив до тие бунари, а иако е една респектабилна фирма, ја сепак ќе спомнам Жито Полок,
кај што се производство на лепи бели печиво, и има имплементирано ХАСЕП систем, имаат страхотни програми за ДДД, дезинфекција, дезинсекција, дератизација, имаат сериозни проблеми со муви. Многу сериозни проблеми. Од депонијата се знае. Значи, колку сега, ја ги разбирам нивните дилеми, кои се, ако стават поголема количина на дезинсекционно средство, тоа е отров. Се знае и таму има норматив колку може да се употреба, што може да се употреби. Потоа, они имаат исто така бунар за водоснабдување, кој е на воздушна линија некаде околу 70, за среќа. Имаат склучен договор со нас, редовно се врши мониторинг на водата за пиење. Сега за сега е добро. Да се вратам на претходната мисла, со распаѓање на органските материи може да настанат бактерии, патогени, условно патогени, кои преку инсектите, а и глодари има таму, значи легло на глодари, се пренесуваат, градот им е тука многу блиски. Така да имаме од повеќе аспекти загрозување на здравјето, ординациите се полни, имаме, спомнавте со PM10 частичките, допринесува и овие само запалување за влошување на квалитетот на амбиентниот воздух. Значи, индиректно имаме нападнат ни респираторниот систем, нападнат ни кардиоваскуларниот систем, имаме иритација на нос, грло, дишните патишта, имаме опасност од појава на заразни заболувања. И да се вратам на претходната мисла, самата гадливост, ние сите сме пациенти, значи сите сме ние, самата гадливост е загрозување на здравјето на населението.